Ви благодарам, подпредседателке. Почитуван колега Мециновиќ, се познаваме долго време. Во одреден временски период се боревме против истото зло кое што ја задеси Македонија, тоа беше владата на ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз. И мислам дека од таа гледна точка вие конкретно треба да ги познавате состојбите кои што се наследени. Кога беше ребалансот на буџетот, ние зборувавме дека е затекната состојба од 40 милиарди денари во минус, и сега од состојба од 40 милиарди денари во минус, ме сметам дека буџетот кој што е предложен е како добар и ги задоволува сите критериуми. И сметам дека во тој поглед вие треба да го поддржите како левица. Треба да го поддржите како левица, бидејќи овој буџет предвидува, да речеме, зголемување на пензиите на пензионерите. Мислам дека е тоа во склопот со вашата политика и вашите заложби. Треба ли да зборуваме дека овој буџет предвидува зголемување на платите? Исто така да бидеме на чисто, овој буџет предвидува и многу други работи. Пред се еве гледаме дека во моментот се случуваат и некои колективни договарања, па нели вие сте вака за колективно договарање да постои во државата рамноправност помеѓу страните и слично. Сметам дека вака концепираниот буџет од таа гледна точка и треба да оди во полза на идеологијата која што наводно ја застапувате. Инаку почитувам колега Мециновиќ да тргнеме од следново. Зборувате за студентските домови, па ако негде е зголемена ставката, тоа е околу студентските домови. Имаме веќе 2 студентски домови кои што се реновираат и уште 2 кои што се предвидени за реновирање. Нели треба бидеме коректни во тој дел. Второ, зборувате дека се работи за уличарски буџет кој што е исклучиво за патчиња. Па пола амандмани кои што ги поднесовте беа за канализација, патчиња и слично. Нели е така? И сега буџет кој што ви предвидува, велевте, сме поднели амандман за другово, буџет кој што ви предвидува 100 милиони евра веќе се дадени во општините и уште 250 нови милиони евра се дадени во општините, вие поднесувате амандман за канализација во другово. Па има 350 милиони евра, кешке ќе поднесе градоначалникот тамо од таа општина и да ја реновира канализацијата во другово или не. И сега вашите амандмани се такви, вие велите дека е овој уличарски буџет. Можеме да се сложиме, почитуван колега, дека овој буџет не може сите прашања да ги реши. И не е за очекување. Меѓутоа, ако е наследена состојба која што е наследена, за кој што и вие зборувавте повеќе пати, тогаш дајте заеднички да го поддржиме овој буџет. Впрочем, ова е прв буџет кој што го поднесува оваа влада. За 6 месеци ви очекувате чуда, но треба да бидеме задоволни од зголемување на плати, зголемување на пензии, намалување на инфлација, намалување на јавниот долг, како и долгот во самиот буџет. Благодарам.